Од почетокот сакавме филмот да биде за сите возрастни и да биде на некој начин фамилиарен филм. Филм кој што цело време ве бомбардира со гегови, значи да има барем по 2-3 смешки на минута, понекогаш и повеќе. Никој го немаше поминато патот нели да се направи еден филм од почеток до крај. Сите можни грешки ги направивме што можеа да се направат, дури имам кажано дека не само што ги направивме сите можни грешки, туку некои грешки сигурно ги измисливме. Во тој период секој ден пред да почне да работи, пред да почне да црта, за загревање црташе по еден вонземјанин. Значи тоа го траеше околу 200 и нешто денови, мислам. Значи скоро цела година го правеше тоа и после една година се собраа 200 ликови. Јас му реков на него, слушај, ова мора нешто да напишам. И на некој начин на зафрканција почнав да разработувам приказна со многу вонземјани. Значи пред да постои Јон Вардар, едноставно постоеа многу вонземјани за кои што ете си реков, окей, интересно да се напише приказна. Зарк ми е омилен лик затоа што е луд, затоа што е мегаломан. Значи јас како автор повеќе ги сакам ликовите кои што имаат повеќе мани. За добар филм мора да имаме добар негатив, значи конфликтот е тој кој што ја води приказната. Приемот кој што го добивме и од публиката и од професионалните кругови ни кажува дека сме направиле филм со светски квалитет кој што еве веќе идната година ќе биде прикажуван во многу земји на светот.